Цивил медија. 10 септември 2019 година. Вест на денот. Заев и Мицкоски на Лидерска ќе бараат решение за законот за јавно обвинителство. Решение за законот за јавно обвинителство со кој се регулира и судбината на специјалното јавно обвинителство, денеска ќе се обидат да најдат премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев и председателот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски на најавената лидерска средба, откако минатата недела последната средба на работните групи на власт и опозицијата не вроди со плод. Лидерската средба ќе се одржи во собранието на Република Северна Македонија со почеток во 20 часот, потврдија за МИА владини избори. Средбата ќе се одржи во форматот 1+4. Во фокусот на лидерската ќе биде законот за јавно обвинителство, но Мицкоски претходно најави дека ќе ја отвори и темата за предвременни парламентарни избори. Од владата за МИА вела дека главна тема е законот, а за тоа дали ќе се разговара за предвременни избори ќе се види на лице место. Разрешен Јово Вангеловски. Председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски денеска беше разрешен од судскиот совет поради нестручно и несовесно вршење на функцијата. Заедно со Вангеловски Председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски денеска беше разрешен од судскиот совет поради нестручно и несовесно вршење на функцијата. Заедно со Вангеловски разрешени се и уште двајца судии од Врховниот суд. СЕО, загрижени сме што се уште не е избран јавен обвинител кој ќе замени Катица Јанева. Подсетуваме дека мандатот на СЕО е до 15 септември 2020 година, до кога продолжуваат работниот однос на вработените во обвинителството и текомните обврски на институцијата. Отсутството на регулатива за тоа што ќе се случува со вработените, текомните обврски, архивата и материјалите со кои располага обвинителството, во ситуација кога нема раководно лице на институцијата, ќе доведе до реални проблеми во остварување на правата од работниот однос на вработените лица и намирување на обврските на институцијата, а воедно ќе отсуства и контрола на спроведување на безбедносните процедури поврзани со сите материјали со кои располага обвинителството, соопштуваат од СЈО. ИФИМЕС, нападот на Северна Македонија сличен на нападот на Црна Гора пред членството во НАТО. Според аналитичарите се вели во анализата на ИФИМЕС, актуелните случувања во Северна Македонија се последица на сеопфатна, планирана, координирана, темелна и вешто подготвена разузнавачка акција на надворешни и внатрешни фактори со цел запирање на евроатлантскиот пат на земјата. Флеш вести. Министерот Никола Димитров добитник на наградата за придонес во европската интеграција на регионот. Царовска. Преку јакнење на економско и социјалниот диалог на локално ниво да ефикасни мерки за вработување. Цветанка Перики избрана за нов судија во Врховниот суд. Манчески. Има услови на пазарот за дополнителен мобилен оператор. Дуј се дистанцира од секакво политичко мешање во одлуките на институциите и инсистира на вето. Мисла. Македонија е волено. По објавувањето на владината стратегија за одлучна борба против дезинформациите, лажните вести и хирбидните удари врз демократијата, видовме само одлучна борба против стратегијата. Насилската тепачка на фудбалскиот натпревар од третата македонска фудбалска лига што се одиграл меѓу Волино и Црнобуки, што беше прикажана како мало восстание благодарение на куририте, МВР одговори, ни помалку ни повеќе, со представка до ЗНМ, СЕМ и АВМУ, поради очигледно свесно дезинформирање од одредени медиуми во врска со инцидентот и очекуваат новинарските организации да реагираат на ваквото непрофесионално постапување. Ова е веројатно најодлучниот удар против дезинформациите што може да го смислат институциите против дезинформациите. При тоа, МВР изрази надеж дека овие организации соодветно ќе реагираат на непрофесионалното, неетичкото и очигледно свесно дезинформирачко постапување со цел поттикнување на омраза, насилство и нетрпеливост на неколку медиуми. Што е тоа соодветно, што може да сторат ЗНМ, СЕМ и АВМУ, а што не може државата, останува тајна, пишува Џабир Дерала во својот рафал. За повеќе информации читајте на civilmedia.mk. Цивил медија.